Почитувани добар ден, гледате Црвена линија. Започна со работа Safe City систем, што препознава сообраќајни прекршоци и го информира Министерството за внатрешни работи за сопственикот според регистерската табличка. Во Министерството за внатрешни работи ја проверуваат секоја евидентирана казна и испраќаат СМС и пошта на сопственикот за сторениот прекршок и казна што треба да се плати во рок од 8 дена со 50% попуст. Но за среќа на возачите, казни ќе се испраќаат дури по Нова година, а до тогаш само опомени. Во првите 12 часа во пробното работење на системот Safe City регистрирани се 65.000 прекршоци. Не е спорно дали ни треба Safe City, туку дали системот е добар, јасен и фер за граѓаните. Дали сме подготвени како држава за ваква дигитална промена во сообраќајот. Останува секако да подсетиме дека имаме низа прашања, меѓу кои се и овие, но и уште едно прашање за кое што денес ќе зборуваме токму со вас во ова денешно издание на Црвена линија. Safe City е добре дојден, но дали се доволно подготвени институциите? И кога зборуваме за прашања, ќе подсетиме дека секогаш имаме и прашање плюс, но како анкетно, кое што во текот на целиот ден е објавено на Инстаграм, поточно на Инстаграм стори. За да бидете дел од ова анкета, она што треба да го направите е секако да не заследите на Инстаграм. Профилот е Црвена линија, но ќе подсетам секако и профилот на Телма телевизија, каде што и на двата профила на Инстаграм стори се објавува анкетата на Црвена линија. А денешната ве прашува: дали треба да има Safe City за пешаците, велосипедистите и тротинетите? Еве како изгледаме на Инстаграм стори, гледате дека имате и две опции за одговор: да, не. Кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор. Ке ги сумираме резултатите, пресметаме во проценти и секако објавиме некаде конкретно во денешно издание. На самиот почеток, пред да почнеме со дискусијата и со вклучување на гледачи во Црвена линија, да го погледнеме и прилогот на Миомир Серафиновиќ. Safe City продолжува со штанцање опомени во пробниот период. За 24 часа во Скопје се испратени над 110.000 опомени, од кои 90% за пречекорување на брзината, вели министерот за внатрешни Панче Тошковски. Но според реакциите на јавноста и споделените фотографии, многу од опомените се за 51, 52 или 54 км на час, во зоните каде максимум е дозволено 50 км на час. А статистика за брзините, за опомените, се уште нема во јавната дебата. Да ги отвориме сите прашања кои што се од интерес за јавноста, ама реално со факти и со бројки, а не на памет и не од експерти кои што биле експертеници и при тоа коментираат дали некој возил 51 и 52, дали сторил кривично дело или прекршок и така натаму и така натаму. Односно тврдат дека тоа не било за кривично дело, а не е ни предвидено како кривично дело. Односно 51 и 52, ако е дозволено 50, е прекршок, не е кривично. Но ако удрите човек со 52, а при тоа истиот загине, тогаш е кривично дело. Најодговорно тврдам, не постои сообраќајна незгода со смртни последици, која што е настаната како последица на почитување на сообраќајни правила. Не постои така. На прашање на Телма дали и тој денеска од службите на МВР беше возен под 50 км на час, Тошковски вели дека брзината на движењето на ВИП функционерите од безбедносни причини ја определуваат надлежните служби. Но вети дека ќе има казни за сите кои возат пребрзо, па дури и за министри кои сами се возат. Посочи дека знала за најмалку тројца возачи на министри или министри кои биле казнеци, но не ги кажа по име. Вториот пропуст во првиот ден на животот на возачите со Safe City е испраќање на опомени на телефони, кои не се во сопственост на оние на кои им е констатиран прекршокот, односно дека лични податоци се испраќаат на други луѓе. Констатиран е пропустот и се работи, вели министерот, кој поради се уште недонесените закони вели дека се размислува за одложување на вистинската примена на системот за 1 месец. Чекавме да видиме како ќе изреагира самиот систем и како ќе изреагира јавноста и како ќе е целокупниот одговор, барем недела-две веќе да го пуштиме во употреба, за да можеме да влеземе со предлог законските решенија во рамки на собраниска процедура. А иначе да, целта е да ги затвориме заклучно со
со 1.1.2026 година и да отпочнеме со имплементација. Сме на мислење дали тоа да биде сепак 1.1 или да биде 1.2. Зошто? Заради тоа што не сакаме да наметнеме решение кое што нема да биде, да речам, подготвено за имплементација. Иако има многу поплаки, скопските возачи денеска забележливо беше дека возат пополека и посмирено, под 50. Тошковски пак тврди дека целта не е собирање пари за буџет со казни, туку ставање ред и намалување на бројот на жртвите во сообраќајот. Лани имало 142 загинати, а сите имаат роднини и блиски, вели тој. Македонија е во европскиот врв со 78 загинати на милион жители, а целта е бројката да биде 0 до 2050 година. А сега сакаме да ве слушнеме во ова денешно издание на Црвена линија. До нас се стига секако со вртење на телефонскиот број 023070005 и секако една многу важна напомена, веднаш што ве превземат од режија, задолжително, целосно намалете го тонот на ТВ приемникот. Од проста причина што нема да можете да имате чувство дека веќе ве слушаме, дека сте вклучени во живо, а неретко се случува да имате впечаток дека и некој друг зборува наместо вас. Тоа е се што ве молиме од технички аспект, значи намалете го тонот на телевизорот, а со нетрпение очекуваме да ве слушнеме, да дадете одговор на денешните наши прашања. Дали сме според вас и подготвени како држава за ваква дигитална промена во сообраќајот? Safe City е добре дојдено, дали се доволно подготвени институциите? И секако ќе ве прашаме и во однос на она што прашуваме и како анкетно прашање во текот на целиот ден, тоа е дали треба да има Safe City и за пешаци, и за велосипедисти, и оние кои што возат тротинет. Па, добар ден. Ало. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Ало, добар ден. Safe City. Safe City е добре дојден. И е во ред сето. Тоа супер функционира, меѓутоа кога се однесува тоа на обврските на граѓаните спрема државата. А што е со врските на државата? Затоа што вчера, додека се пробуваше Safe City, во ниту една болница на ниво на целата држава не работеше мој термин 4-5 часови. Што правиме со тоа? Или Safe City го пробуваме, супер функционира, ќе се казнуваат луѓето, а што останува за сите оние што со часови чекаат да работи системот, од цела Македонија дојдени во скопските клиники, било во клиничкиот центар, било во градските болници 8 септември, на Охридски, никој за тоа ништо не каже, како ништо да не се случило. Меѓутоа битно е, Safe City функционира, пишува 50 дозволено, ти возиш 51, казна ти следува толку и сето тоа е све окей. Меѓутоа што станува со на другото? Кога за нешто граѓаните ќе имаат право да побараат и да добијат како што треба. Затоа што лесно е само да се наметнуваат обврски, а каде се обврските на државата према граѓаните? Вчера се чекаше 4 до 5 сати во клиничкиот центар, сите луѓе од цела Македонија што беа дојдени, си се чека за да добијате необичен преглед, каде што сигурно верувам дека има и тешко болни лица, онколошки лица и не знам веќе кои со какви не проблеми. Меѓутоа сите мораат да чекаат со часови. Благодарам многу за вклучувањето. Со вас го почнуваме ова издание на Црвена линија. Секако благодарам и еве што споделивте со гледачите на што бевте изложени, со што се соочивте во текот на вчерашниот ден. Црвена линија секако ве слуша за она што имате да го споделите, доколку сте сведоци на некакво случување, така да ќе го разгледаме секако и овој проблем во некој од наредните црвени линии. Но денес темата е актуелниот систем Safe City, кој што вчера започна пробно да функционира. Она што регистрираше во првите 12 часа во своето пробно работење е 65.000 прекршоци. Не е спорно дека Safe City треба, но дали системот е според вас добар, јасен и фер за граѓаните? И дали според вас сме подготвени како држава за ваква дигитална промена во сообраќајот? Safe City, ќе повториме, добре дојде, но дали се доволно подготвени институциите? И секако уште едно прашање. Плюс, не заборавајте да дадете одговори во однос на тоа дали треба да има Safe City и за пешаците и оние кои што возат велосипед, а и оние кои што возат тротинет. Добар ден. Добар ден.
Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Системот не да е спремен, туку и преспремен. Така да почнат да се распаѓаат по сите шавови. Со тоа што стигнуваат пораки на лица кои што се не учесници во сообраќајот, многу глупости. Така да недоследности. Они имаат пукнатини и тоа разорни. Значи, судот е тој кој што изрекува казни. Не може полицијата да изрекува казни. Тоа они да заборават. Значи, систем они виделе некаде таму во Германија, Холандија, Белгија, Швајцарија како работи, него тој е импровизиран систем. Ова само едно значи за мене, дека буџетот е празен, треба некој да го наполни. А тоа сме ние народот. А као второ ќе имаме вработување по терк таму, значи и политичко исто така. Некој партиско влијание, така да ќе биде многу весела математика. Ќе имаме некои равенки неедначини. Значи едната од другата страна поеќе ќе биде. А за сигурност, да, можеби ќе има, ако некој знае да го прочита и прегледа камерите што и како е. Али да не се пресметува политички на тој начин. Него чисто културно за сообраќајето директно. Ви благодарам. Благодарам ви, велиме и ние. Сега го останете и продолжете да го следите ова издание на Црвена линија. Се сите повторуваме добре додено. Дали институциите според вас се подготвени и дали со Сейф Сити ќе има и селективна правда? Добар ден. Здраво. Здраво. Ве слушаме во Црвена линија. Па вака би кажал околу Сейф Сити. Ова треба да му заблагодарат на оној дечко на судбегот за Мексико, па го веќе назад тој, не знам како се викаш, ама пече албино. Тој со бела коса, бели веги. Он го направи овој Сейф Сити, сега овие што се мангутираат со него. И пази со вакви казневи мерки што ги прават против народот, и они се китат пак со киѓоперие, а пак не е ова нивно дело. Они не знаат едно зло дело да направат. Па се истопорија серечни. Благодарам за вклучувањето. Секако ќе напоменам, имате во предвид да се потрудите да биде и добар квалитетот на она што го слушаме. Тоа подразбира, еве, ќе потсетам да се намали целосно тонот на ТВ приемникот и не користете интерфон или спикерфон доколку се вклучувате во Црвена линија. Секако додека трае Црвена линија, добре дојдени сте сите вие и за нови дополнителни 90 секунди, ако ви е така полесно да се доискажете и надополните. Некои од вас секако бираат да бидат и многу покуси од предвиденото време за едно вклучување. Оставаме тоа на вас, а секако сакаме и да слушаме, еве, дали треба да има Сейф Сити и за пешаците, велосипедистите и оние кои возат тротинет. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар ден. Вака, доаѓам од Минхен, значи работнам таму. Секој булевар што има 3 линии, 3 ленти е дозволена 70 на час да се вози. Има негде и 60, има негде и 50. Значи не е тоа решението сегде да биде цел град 50 км на час. Друга работа за пешаците. Не се они ослободители на улициве за да поминуваат како ќе им текне и кога ќе им текне. Значи може да почекаат кога ќе има ситуација да поминат пешачки и така натаму. Фала ви многу, пријатно. Не, веќе ве искористам со оглед на тоа што доаѓате од Минхен. Еве во Минхен какви се правилата? Дали доколку некој вози 1 километар повеќе на час, стигнува казната? Како изгледа тоа таму? Значи не стигнува. Сум возел и побрзо од 70 и кажувам, по 3 ленти каде што има булевар со 3 ленти е 70 дозволено. Кога ќе тргнеш према строгиот центар е више 60-50 дозволено. Има толеранција, се не знам колкава им е толеранцијата, но има толеранција.
Добро, благодарам многу. Ете, сакавме да слушнеме и драго ни е што еве пристигнати од германскиот град Минхен, ја следите црвена линија и направивте еден вид паралела и го споделивте вашиот став и мислење на нашите прашања. Продолжете и понатаму да не следите. Ајде да ве слушнеме вас останатите и секако да ве потсетам за секој еден од вас кој што можеби ви е многу полесно на таков начин да земете учество, можете тоа да го сторите и со пишување коментари на Facebook. Заследете го нашиот профил Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако дадете одговор на денешното прашање. Safe City е добре дојдено, дали институциите се доволно подготвени? Еве како изгледаме на Facebook, пристигаат и првите одговори, коментари. Можете слободно и тука да бидете поприлично активни. Секако една напомена да се држиме до етиката, пристојноста и културата во искажувањето на ставовите. Избегнувајте секакви навредливи зборови, говор на образа, вулгарности, пцости, бидејќи црвената линија во тој случај веднаш се вклучува. Продолжуваме во живот. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Вака со овие камерите сега што се ставени по градот. Мислам дека ова е една плячка на граѓаните, овие долгови што треба ние сега да ги враќаме, нека размислат добро од Министерството за внатрешни работи, пошто ја имам тука сега искочив со кола и ми стигна порака дека сум возил тамо нешто повише од тоа дозволеното. Значи не е точно, пошто тука се работи за една кратка улица што се приклучи во автопатот, тука нема ни 300 метри и кај можем ја на 50 повише да возам. Значи не е точно, само стига тамо пораки. Значи ова по мое дефинитивно е плячка и немаме граѓаните кај да се обратиме, ни кај да бараме заштита и кај да бараме тоа правото дека стварно не е така. Значи сме оставени на без никаква заштита едноставно. Значи ти стига порака, ти стига казна и мора да го платиш. Ако не го плаќаш, значи ти запират во банка, па после во банка тамо ти блокират сметка, па после трчај на лево десно да го деблокираш. Ви се чини ли дека ќе се зголеми еве со овој систем на безбеден град, Safe City, безбедноста во сообраќајот? Да, меѓутоа не е тоа така. Така, благодарам многу еве што споделивте како гледате на новината. Ќе потсетиме дека системот безбеден град или популарно наречен Safe City е пробно пуштено вчера. Оно што навистина ќе признаеме загрижува дека се во рок од 24 часа регистрирани околу 110.000 прекршоци. Се спомнува и бројка од 1000 нерегистрирани возила. Па еве, дали пред се ви се чини дека институциите се подготвени за ваква дигитализација во сообраќајот и дали треба да се спроведе ваквиот систем и врз оние кои што се активни учесници во сообраќајот како пешаци, велосипедисти и оние кои што возат тротинет. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Господјо Тино. Тина. Не ни ви изгледа дека сме малку болна нација ние. Да не ја вреѓаме нацијата, да преминеме на главното, повелете. На главното. Дај ќе ве молам еднаш да прекинете со овие контактни емисии кои... Вака сега, ако не ви се допаѓаат контактни емисии, вакви или онакви, сега ако имате слободна волја и можност да не ги следите, уште помалку да учествувате. Ние денес секако ќе се насочиме кон она за што постои Црвена линија, тоа е простор каде што и како граѓаните сакаат да кажат во однос на било која тема за која што зборуваме и која што директно ги засегнува. Таква тема денес е и пробниот безбедносен систем во сообраќајот, тоа е безбеден град или Safe City, па да слушнеме еве дали сметате дека институциите се подготвени. А факт е дека токму ваквиот систем безбеден град е и добре дојден. Дали забележувате смирение во сообраќајот, дали некако ви се чини дека има ефект и дали сметате дека ќе постои практично правично споделување во однос на казните кои што ќе бидат запишани. Добар ден.
Добар ден, убав ден. Убав ден и вам, повелете. Благодарам. Прво јас ќе го поздравам ово, Сейфи, Мейфи, како сакате крстете го, не е битно, меѓутоа на некој начин ќе се намали бројот на погинати граѓани во државата. Срамота е во една ваква мала држава да имаме фактички околу 200 граѓани да погинат во една година. Тоа е едно село го бришиме. Значи во една година ние имаме веќе од недека 25 до 35.000 инвалиди кои што настрадале во сообраќајки, дали во возилото, дали како пешак, дали како со моторцикли или со тротинети. Ја мислам дека сепак тоа треба да се почитува и да се прифати така како што е. Но јас се плашам дали оној кој што ќе ги прима податоците ќе биде свесен и совесен и ќе ги, што се вика, тие ќе ги праќа, затоа што системот ги се регистрира и ги праќа, значи онамо каде што некој треба да ги обработи. Не знам се тоа тамо како ќе биде, што ќе биде, Чичко, Вујко, Стрина, дали ќе бидат почитувани. Но ова ќе биде еден извор за државата во 65.000, значи, да речеме, прекршоци, по 100 евра само да е, тоа се 6 милиони евра, значи, дневно да добие државата од казни. Епа нека ние на здравје. Благодарам, поздрав. Благодарам ви, велиме и ние секако за вашето учество во Црвена линија. Останете, продолжете да не гледате и понатаму. Јас ќе ве ухрабрам да бидете активни на социјалните медиуми. Се што ви треба е ѕидот на Црвена линија на Facebook. Објавена е темата, прашањето, а тоа е дали Safe City, безбеден град, е добредоден, дали институциите се доволно подготвени. Почнуваат да се пишуваат коментари, наскоро ќе почнеме и со нивно читање. Но да продолжиме со вас во живо. Ви се чинат ли институциите подготвени за ваква дигитализација во сообраќајот и дали сметате дека безбеден град Safe City е добредојден? Дали гледате некакви промени дури и од самиот почеток на пробното негово вклучување? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Само на кратко, јас себе ќе кажам, пошто претходните слушатели изјавуваат дека во било плячка. Еве, јас викам, ние да се солидаризираме шоферите, пошто и јас сум шофер, па да земеме да воземе по прописите, па да ја зафркнеме владата, да не плячка, нели? Да воземе сите по прописите, ако пишува на знако 50, да воземе 48. Па да видиме Safe City дали ќе ни прате порака. Да воземе, ако е 70, да воземе 68, 69. Сите гледаме дека знаеме на стрелката колку кажува, нели? Половината и повеќе имат дигитални километражи. Значи точно му кажува колку возе. Па еве да се соединеме ние шоферите, да речеме, ајде да видиме владата чим така сака да не краде, еве ние да испаднеме поерва под владата, па да воземе по прописите, па да видиме дали ќе го напунат буџетот. Да воземе како по правила и прописи, па да видиме за 3 месеца колку сообраќајки ќе има, колку прекршоци ќе има и така. Според вас, дали овој систем треба да се воведе кога станува збор за пешаци, возачи на тротинети, велосипедисти? Исто, пешаците, ако не може Safe City да ги регистрира, можат сообраќајните полицајци. Значи, слободно нека ќе застанат на пешачкиот. Големо благодарам за учеството и споделеното. Драго ми е што ви имаме во голем број досега и секако можете да слушнете најразлични одговори, ставови, но и секако можност да се слушнат токму граѓаните во ова денешно издание на Црвена линија. Ве префрлам на Facebook, почнуваме со она што го напиша Тихи Дон. Ние, еве, какво прашање поставивме на Facebook. Safe City е добредојден, но дали институциите се доволно подготвени? Тихи Дон напиша, и пешаците и возачите прават грешки, но дали ќе важи на секаде? Јас во меѓувреме, пред да продолжиме со вклучување на вас во живо, да ве потсетам за се нешто што сакате да бидете целосно, квалитетно и навремено информирани, кликајте на telma.com.mk.
Овој пат задржите се на неколку наслови, но еве и првиот наслов кој што ќе ве го посочиме во црвена линија. Тошковски ветува дека ќе има казни и за министрите кои сами ќе возат брзо. Досега тројца возачи на функционери биле казнети. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. За тема конкретно да кажам дека вие добро дојдете. Драго ми е. Па да ве слушнеме, ева. Печатоци, како функционира, дали се подготвени институциите? Па јас ќе кажам дека сум од Италија, дојден во Македонија, ми ќеф што го воведуваат во оваа општа култура во Македонија да се воведе се поголемо контрола во возењето на нашите граѓани, пошто немат општа култура, се вози пребрзо, казните поминуваат преку прсти, не сме доволни совесни граѓани, многу загинати луѓе, тоа треба да се воведе уште побрзо институциите и преку секој поголем прекршок од 10, пошто има во Италија толеранција до 10, да се толерира. Над 10 се казнува соодветно. Но поголема прекршеност од 50 на дозволеното се одзема возачка дозвола во Италија, каде што тој граѓанин не може да си ја врати во рок од 1 година. Се преврудува неговото свесност, состојба, посетува доктор цела година. Како се регулира во Италија и совесноста во однос на пешаците, велосипедистите, тротинети возат ли во Италија? Па, соодветно треба и пешаците да се 90 секунди се предвидени за едно вклучување. Неизмерно благодарам еве што бевте заинтригирани и што ви е драго што црвена линија ја постави оваа исклучително актуелна тема. Драго ни е што каде да живеете, еве кога доаѓате во нашата земја, останувате и следите црвена линија, па и се вклучувате и давате некаква паралела како е, да речеме, и во земјите од каде што доаѓате. Благодарност, секако ќе го потсетам гледачот и секој ден од вас кој што сакате да се надополните, да искажете, додека траеме, слободно повторно завртете го нашиот број. А ние продолжуваме со вас и да слушаме, еве, дали според вас се подготвени институциите да го спроведат онака како што треба безбеден град. Добар ден. Повторно да звонам. Ве слушаме, повелете. Кажете за Сити Мол, тоа што се... Не зборуваме за Сити Мол, зборуваме за Сейф Сити, поточно безбеден град. Еве, како учесник во сообраќајот, дали сметате дека институциите се подготвени? Да, тоа е се добро, ама јас сум во Германија скоро 30 години работам. Пред 30 години во Германија тоа уведено. И поселијата во Германија и било дека сега е ново сканат, пред 2-3 дена сум во Македонија. Па драго ми е што ве имаме. Еве, вашата паралела со она што сте сведок во Германија 30 години во однос на безбедноста и правилата во сообраќај. Тоа е многу добро. Знаеш што ми е мило? Мило ми е сегде и у малите провинции да се тоа уведе. У Германија секое село се е уведено. Тука ми е мило. Тоа е многу добро направено, многу убаво. Безбедноста на сообраќајот, мило ми поселијата, општо земано да се направи. Тука ми е многу мило. Тоа е супер. Тоа што е направено у Скопје. Нека има у малите општини, општо земано. Благодарам многу, еве, добивам впечаток, слободно ќе кажам дека секој ден од вас кој што еве пристигнат во својата татковина од земјите од каде што живеете, се вклучувате во црвена линија, па можете еве и да пренесете како изгледаат сообраќајните правила и како се спроведува таму безбедносниот систем во сообраќајот. А ние понатаму продолжуваме со вас. Еве, ви се чини ли дека институциите се подготвени за спроведување на безбедносен систем?
како сефсите и меѓу другото еве дали сметате дека истиот треба да се спроведе и за пешаци, возачи на велосипед и оние кои што возат тротинет. Добар ден. Ало. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Вака, го поздравувам ова од господинот. Продолжете, ве слушам. Да, добро е, но ќе се надокнадам на претходниот што рече дека водат и во населбите, а и во улиците, каде што водат во населбите. Зашто во населбите е лом. Мислам дека повеќе ќе направат за во населбите, да направат да немат овакви лудила што се вози ноќе со мотори, со коли, со имаме од Кисела вода до Драчево само едни семафори и ноќе се вози лудо. Мислам дека денеска да имало тука, не знам дали има ставено такво дека е 2 дена. Не знам колку ќе уловеле денеска господава. Мислам, стварно е некако во град Скопје, главен град, ова е премногу за овие 2 дена, ќе биде на луѓето, само среќа што не се плаќа, а што е премногу е и за граѓаните, мислам за 80% од граѓаните нема да се служат, 20% ќе се служат, оние што имат над 5.000 до 10.000 евра и да... Благодарам многу за учеството во црвена линија. Останете со нас. Ние сега ќе ве препоралиме повторно на насловот кој што го споделивме со вас. Подсетувам, се што ви треба е tilma.com.mk, кликнете и еве задржете се на следново. Тошковски регистрирани околу 110.000 прекршоци за 24 часа преку безбеден град. Еве што изјавил министерот Тошковски. Не ме држете прецизно за бројките, но околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила. Околу 5000 прекршоци за поменување на црвено, но најстрашното е што на 90% од купната бројка е пречекарување на брзината. Тоа се катастрофални бројки, нагласи министерот Тошковски. Дека е добре дојден е системот безбеден град. Дали ви се чини дека институциите се подготвени да се спроведе онака како што треба и ви се чини ли дека ќе има и можеби селективна правда? Дали сте за тоа безбеден град да се спроведе и за пешаците и оние кои што возат тротинети, велосипеди? А еве и од неколкуте вклучувања, голем дел од гледачите настојуваат да биде спроведен дури во малите и приградски места. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете, да ве чуеме и вас. Дали ме слушате? Ве слушаме. Повелете, ве слушаме и ние во црвена линија сте. Добро вечер на сите. Добро вечер и вам. Па вака, да го поздравиме како нешто ново, меѓутоа продолжете, ви врват секундите. Да, важи за сите и единствената забелешка, единствената забелешка би било да има некоја толеранција, не за 1, за 3, дури ни во Германија го нема тоа, а не пак е нас. Добро, дали забележувате еве позитивна промена од кога се пушти пробно безбеден град? Да, има. Еве, споделете што забележувате. Се вози поспоро, се плашат луѓето, нели? Така, дали треба да се воведе и за пешаците, велосипедистите, оние кои што возат тротинет? Велосипедистите и тротинет, да, пешаците може секој да биде пешак, нели? Да, но дали и пешаците ги почитуваат сообраќајните правила? Многу не. Многу не. Значи сите треба да внимаваат, меѓутоа кај нив малце друго. За возилата е сосема различно, нели? Ви се чини ли дека ќе има и селективна правда во однос на
Тоа дали Па секој не верувам, заслужува? тоа зависи до надлежните, нели? Така. Па големо благодарам за јавувањето во Црвена линија. Останете си како со нас и следете го ова денешно издание на Црвена линија. Хајде малку и на Facebook да видиме какви коментари пристигна. Продолжуваме со она што го напиша Марко Поло. Да, системот е во шок, толку е збунет што на доста граѓани им стигнале пораки дека сториле прекршок иако не биле во сообраќај, а за државата тоа значи своеволие. Не може полицијата да изрекува казни, судот е тој кој што изрекува и не може полицаец со трето А оделение без да изврши легитимирање само на исказ да напише казна на измислено лице. Добро, благодарам на Марко Поло. Продолжете, бидете активни и на Facebook. Продолжуваме во живо. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Да, благодарам. Прво вака, значи имало вчера регистрирани 110.000 прекршоци, така? Во рок од 24 часа. А колку имало зголемени број на сообраќајни несреќи? Дали од тоа имало сообраќајни несреќи? Значи не го решаваме проблемот. Тоа се све совесни граѓани кои возат. Бидејќи имавме случај, мој близок човек водеше со 50 км на саат во зона на 50 км кај што дозволено. И му стигнало после 2-3 минути на SMS пораки на мејл. Во текот на денот идем надвор од градот на зона од 120-122 поминал на саат. Веднаш му стигнува. Видимајте што се случува. Место две Оштрици. Ние во градот еве денеска баш ја возев. Повеќе внимавам на брзиномерот отколку на сообраќајот. А сообраќајот е многу динамичен. Значи кој вози долго време многу знае. Возила од напред, од позади, од страна, пешаци, велосипедисти, со тротинети, семафор отвора, затвора, ме разбирате? После втора една работа, дали малце се погрижиле да го осветлат градот? Градот е многу темен. Да нема, да речеме, дуќани, продавници од страна, градот е ужасно многу темен. Втора работа, пешачките премини. Дали сте погледнале дека пешачките премини воопшто не се обоени? Ми се крати времето. Друго нешто, ако веќе они снимаат нас со камери, зашто нас не одобрат ние да имаме камери? Ме разбирате? Благодарам многу за тоа што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Се уште траеме. Повторно завртете го нашиот број и добите нови 90 секунди. Секако за секој ден од вас кој ви се чини дека и Црвена линија одредила мал број на секунди, имајте во предвид дека во однос на време траењето на едно издание на Црвена линија сакаме да имаме повеќе гледачи, односно повеќе граѓани и повеќе различни или можеби еве исто мисленици, но да се слушне навистина богат, да биде богато со ставови, со споделување и така натаму. Од тука се тие 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Ме слушаме, повелете. Значи, сакам да споделувам искуство, Борче на линија. Дали се слушаме? Зборувајте малку погласно, ме молам. Борче на линија, сакам да поделувам едно искуство. Повелете. Дали имате представа дека во Куманово имате инсталирано Safe City и дека немате семафори што работат? Зборувајте, ве слушаме. Нели? Значи, имате семафори што не работат. Како Safe City ќе докаже дали се поминува на зелено или на црвено? Еден момент. Втор момент. Значи, низ градот, низ Скопје, се вози нели со одредени брзини. На Партизанска, на Илинденска, не знам кај. Што на Џон Кенеди, што на другите улички споредника се вози 120. Што со тие моменти? Вред момент. Што со пешаците? Значи, поминува на пешачки со телефон на уво, прави торта по телефон. Што со тоа? Што со велосипедистите? Поминува кај сака и како сака. Не можеш да не го прегазиш. Толку е, благодарам. Еве, одговорете ми дали чувствувате барем добри реперкусии во однос на пробниот период на функционирање на безбеден систем. Има ли подобрување? Дали го имаме се уште гледачот? Најверојатно не. Добро, благодарности вам за споделеното. Ајде да слушнеме останатите што ќе кажат. Добар ден. Добро, ајде тогаш да читаме коментари, бидејќи навистина
Има голем број и коментари напишани и на Facebook. Продолжете, бидете активни. Томче Тозо Пушка напиша: воопшто не верувам дека ќе има селективна правда, бидејќи во пробниот период господинот министер кажува дека имало и министри кои возеле побргу, така да тие сега не ги посочуваат, па не камоли кога ќе стапи во сила. Поздрав, благодарност до господинот Томче, кој што верувам не следи и е активен со одговори на Facebook. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, ве слушаме во црвена линија. Вака, секоја промена е тешка, меѓутоа треба да прифатиме почетокот секогаш тежок, меѓутоа ќе се навикнеме. Јас се сложувам со овој сејсити, меѓутоа треба да се остават знаци за да можат луѓето да бидат кога возат да бидат предупредени на кое место, па другиот пат ќе мислат како да возат. Што велите вие дека во светот, јас ќе ви кажам за во Германија. Знаете како? Само 5 км на час мојот зет возел и му доаѓа дома одбиено од сметката пари и само го обавестуваат на кое место со слика. Замислете, и нема таму бунење, ни Вујко, ни Чичко, ни полицаец, ни не знам што. Така да македонскиот народ нека се научи малци да почитува закони. Ако се донесени законите, ние треба да ги почитуваме за да не ни се случуваат трагедии, па после да плачеме и да одиме по улици да се буниме што ни се случило. Пешачките премини има за десно и лево. Зашто луѓето ќе си која одат од десна страна, знаат која им е десна рака, ќе си одат во десната страна, тие од другата страна ќе си одат во десната страна. Кај нас хаос е. Место да помине улицата во десната страна, он оди во левата, па се чукнуваат, па се задржуваат. Значи ништо не се почитува од страна на граѓаните. Граѓаните на Македонија. Ако се донесе закон, јас се сложувам, почетокот еве може ќе има толеранција, меѓутоа еве и од 2 февруар месец мора да почитуваме ако сакаме да бидеме Благодарно за споделеното со гледачите на црвена линија. Внимавајте на тајмерот, тие причини се објавува на екранот. И нормално на социјалните медиуми има и многу реакции, па еве на никогаш не е изоставена и шегата на шегубиен начин се коментираат и износите во однос на казните. Па еве што издвоивме да го споделиме со вас. Напишано едноставно да си планирате буџет и трошоци. Дали ќе може да покажеме? Не знам дали во моментот, да, еве како изгледа тоа. Ценовник за казни во сообраќајот, движење со брзина над дозволеното, од 1 до 10 км на час 10 евра, од 11 до 30 км на час 45 евра, од 31 до 50 км на час 300 евра и над 50 км на час 400 евра. Користење телефон 40 евра, казна за неносење сигурносен појас 50 евра, за пирање и паркирање 45 евра, непропуштање на пешачки 200 евра. Секако има многу реакции на социјалните медиуми, па еве дали ви се чини дека и институциите се подготвени за ваква дигитализација во сообраќајот, дали веќе забележувате подобрување и промена, да речеме, на нешто што се повеќе наликува на ред во сообраќајот. Тоа оставаме на вас и дали сметате дека безбеден систем треба да биде воведен и за пешаците, велосипедистите и оние кои што возат тротинет. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Сейф Сити на Пластичарска улица нит ќе профункционира никогаш нема да профункционира на Пластичарска улица. Бидете сигурни во тоа. Еве ја под морална и кривична одговорност се колнам. Зошто мислите дека е тоа така? Затоа што е таму див запад. Од лева страна се префрлаат коли на десна страна, од десна на лева. Тоа нема да профункционира никогаш. Верујте ми. Сакате да кажете дека казните нема да имаат ефект или нема да ги опфаќа камерата? Има камери, само на еден семафор има камери. Дали сте тука? Толку од мене. Не, еве, дали забележувате барем некаква промена во однос на редот во сообраќајот од овој пробен период? Се исклучи гледачот. Добро, благодарам многу и вам. Покуси од она што е предвидено. Ние имаме секако повеќе прашања.
Па ајде да видиме на прашањето дали се подготвени институциите. Можевте и да слушнете најразлични одговори од гледачите како граѓани, па можеби и ќе се надоврзате на или согласите или не согласите со некој од нив. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Да, повелете, ве слушаме, господине Живко. Ве препознав. За малце ќе се откажев и од вашата телевизија од 25-тиот пат, добиено 25 пати, сега ме уклучите. Ја поздравувам жената што кажа за Германија. Го поздравувам овој проект. Го поздравувам затоа што е добар. Меѓутоа, сите што го негираат, бидете сигурни дека не излегле повеќе од Македонија. Јас не вреѓам никого. Абе таму камерите во Германија, во Шведска, Данска, Холандија, кај што одам, не сум работел, само одам. Да речеме и гледам. Како едно споре електрично се. Денес е овде, утре потам ти го преместува. Ми сите ќе научат тие сега кај кладовце камерите во Скопје и тука ќе возат полека, што кажа човекот. Не да ти не знаеш кај ќе те задеси. Во Шведска, мојот внук само за еден бус, пазете, не лажам, од 50 дозволено, 81 возеше. Таму се казните Германија и ваму ќе се претварам кратко е времето според висината на платата. Тоа за Мјалков, за овие политичарите ништо не важат. Не там според платата ќе платиш ти на колкава казна. 50 евра е кафе за Мјалков. Сега тој внук ми ќе платеше 3 плати да не му е зема возачката, ама за тоа едно 81 тој преполагаше возачка. Го поздравувам ова. Благодарам многу за вклучувањето и ќе посочам секако треба да имате и разбирање и трпение понекогаш, ама и не ретко, навистина има огромно побарување и се вжештуваат нашите линии, така да никој од вас ненамерно не е вклучен, а тоа го знаат и оние кои што редовно и учествуваат и се активни и во Црвена линија и секако во останатите контактни емисии. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете. А видите, одправо сега ќе ни биде малко, знаеш, навик да се на она непочитување на знаци, на семафори, на ова, него кога ќе удар по джепот, сигурно ќе размислиме дека треба да почитуваме. Само најмногу ќе му биде тешко на Плостичарска и овде у Јаја Паша. Јаја Паша тука возилата и од двете страни застануваат, има многу продавници и тука тешко ќе биде сега. Само системот треба да работи и да не гледат преко тие пријатели. Значи, некој кој ќе го прекрше законот, секој треба да си плати и да си одговара. И значи малце да доведат на подобра дисциплина, инако нема кај нас полиците е хаос е. Еве, кажете ми дали се за тоа да се продолжи тест периодот на Не мора да се продолжи, шо само ќе продолжуваме, него они ќе го продолжат бидејќи нема доволно камери, нема те кажуваат на Плостичарска само на семафорите има, треба и на другите места така по-густо да се стават тие камери. Значи сегде да регистрираат прекршок, дали паркирање, дали брзо возење или пешаци поминуваат кај што не треба и тие да се казнуваат се. Значи мора малку да се доведе за тоа да нема волку сообраќајки, да нема жртви. Благодарам многу секако и за вашите одговори во денешно издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот, ве молам? Јас прв пат се јавувам. Одлично. Ве молам само намалете го тонот на телевизорот. Телевизорот. Се согласувам со дискусиите, но не сме реални. Прво, јас не одам на Плостичарска, не коментирам како е таму, меѓутоа на Зелен пазар
И понатаму е хаосот, понатаму стари луѓе со торбите, натаму, наваму претрчуваат, се обидуваат, па ќе се повратат. Ве молам, поддржувам секој еден од нас да биде казнет, да внимава. А за тоа што голем дел од овие што се јавуваат, коментираат луѓето, вака е, онака е. Секоја промена бара време да тоа се усогласи и да се навикне малку нашиот ментален склоп дека така е и дека 1 и 1 е 2 и така и ќе биде. Ако ние со негација уште од одма све негираме, све нечини, све ќе навлегуваме во работи кои се на органот за внатрешни работи, дали имаат камери, дали има луѓе, има надлежни кои што се за тоа и платени, да водат сметка да прават, ама сите ние баш така да се понесуваме како што треба да се однесуваме. Дали сте за тоа да се продолжи тест периодот или да се држи? Како што ќе одлучат службите, како што ќе одлучат службите. Меѓутоа, овие 2 дена, вака движејќи се во Капишот живеам, овие 2 дена, движејќи се наоколу во шетање, Благодарам многу и вам за учеството и тоа што еве за прв пат се вклучивте и верувам не последен пат во црвена линија. Подсетувам тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување, така да се додека траеме можете повторно да се јавите. Благодарам уште еднаш. Продолжуваме и со она што го напиша на Facebook Дихек Топов. Системот е одличен. Одамна постои во Европската Унија. Нема приватен живот на јавна површина. Тоа само дома у собствен двор и стан. Само казни за недисциплинираните граѓани. Се е здивено. Дали ви се чини дека се подготвени институциите за ваквата дигитализација во сообраќајот? Дали сте за тоа да системот Безбеден град се спроведе и врз мониторинг врз пешаците, оние кои што возат велосипед и тротинети? Добар ден. Да. Ве слушаме, повелете. Да се доискажам. Секако. Во Германија не мора полицијата да ме прати. Реков има камери секаде. Јас како граѓанин ве свикам дека сте погрешно паркирани. Само испраќам, добивате казна. Од живо искуство 100 пати имам сетано, немам работено. Во Аустрија 110 возам, во тунелите 90 е дозволено. Отива луѓе, чија била колата. Не, му иди на газдата казната, му дојде на ќерка ми казната и со слика моја, а колата е бесина. Та плаќа. Нема овде што ми се јавуваат некој. Колата е зедо, потоа нема вез, не ме интересира. Таму има да плати човек. Ти само паркирај во Германија обратно да ти биде волано од сите коли, ако се право ти обратно паркирај. Одма ти иди казна. Зошто? Како дојде ти преку полната линија да се паркираш обратно? Тие што се возачи зна. Ова е малце. Сега, прашањето ми врви времето. Кој го спроведува законот во Германија, Шведска, Данска, што се бил низ Европа? Прво го спроведува Улов Палме. Ја награди полицајката, оти му стави казна и цела телевизија брои. Улов Палме плати казна. А кај не што е? Жалам, ако е за сите, така е. Кој деца прават? На богатите и реков за казните. Не така. Спрема платат ќе платиш. Што е за не... Благодарам, еве практично покажавте како изгледа кога сакате повторно да добиете повеќе време. Сега, драги мои, треба да ги погледнеме рекламите, но останете со црвена линија за да ги слушнете и резултатите од денешната анкета. И некаде пред крајот, пред да ви ги покажеме резултатите, секако, како што и секогаш бива на социјалните медиуми, шегубино се коментира и во однос на она како ќе се штитиме од камерите на безбедниот систем. Па еве како изгледа тоа на Инстаграм. Секој македонец од денес вака ќе се штити од камери.
Како и да погледнеме што одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, заследете не во овој момент. Видете телото утрешната анкета на прашањето дали треба да има Safe City и за пешаците, велосипедистите и тротинетите. Со да одговорија 88%, со не 12%. Големо благодарам до сите вас кои што го следевте ова издание на Црвена линија, но и кои што го креиравте. Секако останува дискусијата да ја продолжите на Facebook, каде што е објавена темата, да останете на Телма телевизија, а да се информирате и секогаш на telma.com.mk. Довидување.